Започнуваме со регионалните вести. Пожарите на Шарпланина веќе трет ден не стивнуваат. Вчера интервенираа канадери, а на терен постојано дежураат тетовските пожарникари, со цел пламените јазици да не се прошират кон село Лисец. Шара е веќе во пламен трет ден. Најактивен е пожарот на пределот од Попова шапка кон село Лисец. Тетовските пожарникари се на терен и интервенираат со цел да не се прошири пожарот кон првите куќи од селото. На непристапните места мора да интервенираат канадери, апелира командирот на Тетовската територијална противпожарна единица УКАЛИТИ. Канадери од небо интервенирање со вода, но мислам дека и денеска ќе мораме да бараме помош, исто да фрлиме вода од небо. Гори над село Боговиње. Мештаните велат дека засега таму никој не интервенира, а пожарите според нив се предизвикани од човекот. Гледам јас гори шара, никој не реагира, не презема мерки. Што е проблемот, јас не знам. А што се пали? Што мислиш, зошто се? Граѓаните. Господ не пали ватра, да знаеш. Поради пожарите на Шара, Тетовце ги буди густ црнчат. Концентрацијата на PM10 честичките е за неколку пати поголема. Осеќамо и та превише. Мирисаше? Мириса на све могуќе. Осеќа помалку, особено на Сабајле. На Шара гора дрви е ниско стеблеста шума, на површина од околу 50 на хектари. Од секторот за внатрешни работи Тетово упатуваат апел до граѓаните за поголема внимателност во однос на превенција од пожари. Со најавите за далеку пониски температури на воздухот од сегашните, кои во голема мерка ќе интензивираат грејната сезона, ќе се зголемат и ризиците од избувнување пожари пред се поради човечко невнимание, стари и дотраени електрични инсталации, неисправни печки, навреме неисчистени оджаци на куќи или стамбени згради. Оттаму секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните за максимална внимателност, односно да не ги оставаат вклучени грејните тела, кога подолго време не се присутни во домовите или работните простории. Доволно е само мала искра за да пламне пожар со сериозни материјални и други последици. Ова посебно се однесува на стамбените згради, каде далеку потешко се локализираат пожарите, најчесто поради недостиг на потребната опрема во многу од нив и отежнатиот пристап до објектите, од градежни или други причини, велат од СВР Тетово. На собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува најмалку 2 пати годишно да ги проверат и исчистат оджаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите со вклучување на повеќе електрични апарати одеднаш. Од СВР Тетово потсетуваат дека предизвикувањето на општа опасност, односно пожар, представува кривично дело, за кое е предвидена затворска казна од 1 до 5 години, а доколку тоа е направено од небрежност, казната е до 3 години. Граѓаните на удар на аерозагадувањето, надлежните и натаму без конкретни мерки. Лекарите предупредуваат на ризикот од респираторни и канцерогени болести. Од долгорочното загадување на воздухот во Тетово последиците по здравјето на граѓаните веќе се чувствуваат. Зголемен е бројот на респираторни и канцерогени болести, алармираат здравствените работници. Потребни се велат итни мерки, во спротивно нема да имаме здрава популација. Загаденост на воздухот е и причинител, не само влошувач на веќе постоечки респираторни и други здравствени проблеми. Во прв ред предизвикува респираторни инфекции и предизвикува класифициране како предизвикувач на канцер на белите дробови и канцер на мочниот меур. Деновиве воздухот во Тетово станува се позагаден, најмногу мириса во вечерните часови. Разочарани од незаинтересираноста на локалните власти, граѓаните не очекуваат дека ќе се преземат некакви мерки. За сите градови кажуваат овој таков, ама Тетово е најзагаден град. Просто не можам да дишам. Улиците треба да се измијат, да се мете почесто. Да ни се мете, ни се мие ништо.
Ја не знам колку години веќе тоа се дискутира, нема никаков резултат. Што и да кажувам, све е излишно. За сега нема воведено никакви мерки од општината. Побаравме одговор, но во штуро соопштение повторно само најавуваат дека ќе действуваат. По кој знае кој пат се најавува воведување на јавен превоз, поголеми контроли на инспекциите и чистење на улиците. Истите мерки кои минатите години останаа само на хартија. Расправата за ребалансот на буџетот на денешната седница на Советот на општина Гостивар се претвори во кавга. Наместо дискусија за ребалансот на буџетот кој што беше ставен на дневен ред на денешната седница, во Советот на општина Гостивар се разгоре политичка кавга. Колку и што работела локалната власт, дали премиерот Заев го кочел напредокот на Гостивар, кој е заслужен за исплатата на долговите на општината и слично. Најжестоката дебата се одвиваше помеѓу градоначалникот Арбен Таравари и координаторот на советничката група на СДСМ Зоран Ангелов. Тие партии на пари на владата што ги спомнувате 50 милиони, 800.000 евра, тоа е 1/3 од долгот што сум го исплатил, што сум го платил, 1/3, точно. Тие пари, драг Зоране, тие пари се наши пари. Наши пари се. Пари на граѓаните, исто како на општината, излегувам пред вас и рев кажувам, оваа вака, буџетот вака, инвестиции оваа. Смеете да ме прашате се, достапен сум ви по телефон кога сакате, 24 часа тука сум. Премиерот треба да знае дека и Гостивар е во Македонија, не е надвор од Македонија, мајко му стане. Сега не му се исполнила желбата, тоа се избори. Граѓаните одлучиле да гласаат не за СДСМ, против СДСМ. И сега зарем треба да ајде да го уништиме Гостивар? Јавно манипулирате овде, до сега бевме криви мнозинството во Советот за вашите неуспеси со раководењето на општината. Сега е крив премиерот Зоран Заев. Конкретно прашав, луѓево, или не сте запознаени со проблемот во јавното претпријатие Водовод? Луѓе имаат тужено, пензија земаат помала пензија затоа што јавното претпријатие им должи пари. Кога тие пари ќе им се исплатат на тие луѓе? Јавното претпријатие треба да ги исплати тие пари. Вие кажувате дека сега сте ги осигурале. Меѓутоа, што е уназад? Што е со луѓево што отидоа во пензија, некои за жал се почирати? Јавното претпријатие им должи големи пари. И не е во ред вие да кажувате овде дека затоа што не можете да го решите еден најосновен проблем како општина, проблемот со кучињата. Па тоа е најосновното нешто. Деца не може да одат школа од Сабајле низ парк да победат. Канализација не може да се направи. Има асфалтирани, неасфалтирани улици има. Како во 19 век да живееме. На крај ребалансот беше усвоен со гласовите од мнозинството во Советот. Освен тоа, Советот донесе и одлуки за доделување на субвенции на јавните претпријатија, поништување на договор со рудник во Чегране, го усвои извештајот за работа на полициската станица Гостивар и други. Општините од Полошкиот регион не се транспарентни во однос на јавните набавки, покажа анализите на Институтот за стратегиски истражувања и едукација. И покрај забелешките за нетранспарентноста на општините кои биле дадени со претходното истражување во 2017 година, локалните самоуправи не презеле конкретни чекори, велат од Институтот за стратегиски истражување и едукација. Во основа се задржуваат на објавување на плановите за јавни набавки, она што е законски услов, меѓутоа не ги објавуваат навремено огласите за јавни набавки на нивните интернет страници, тоа тие не мора да го прават, треба да го прават на интернет страницата на Бирото за јавни набавки, но добро е кога бидејќи граѓаните и фирмите се корисници на интернет страниците на општините, добро е кога овие сиве податоци би ги имало и на интернет страниците на општините за да бидат подостапни, потранспарентни, зашто секој не проверува секој ден на страницата на Биро за јавни набавки, меѓутоа на подостапна на граѓаните им е страницата на општината и затоа ние ги даваме овие препораки во делот на транспарентноста на општините. Две општини од вкупно 9 од Полошкиот регион воопшто не дале податоци во однос на јавните набавки кои ги вршеле. Имаше и две општини кои што не ни доставија податоци навремено, одговорија дополнително, меѓутоа надвор од законскиот рок, но сепак ги искористивме и тие податоци и тие одговори за да ги вклучиме во истражувањето. Рече Спасиновски.
Од институтот денеска во Тетово ги презентираа резултатите од следењето на јавните набавки на општините од Полошко. Советот за етика во медиумите на Македонија на Штуловиот универзитет во Тетово одржа дебата на која го представија своето работење и предизвиците кои ги има како тело за саморегулација на медиумите. Промоција на концептот за саморегулација на медиумите пред граѓанскиот сектор, студентите и јавноста. Ова беше целта на денешната дебата, организирана од Советот за етика во медиумите на Македонија, одржана на Штуловиот универзитет во Тетово. Настанот се организира во рамките на неделата на медиумска писменост. Крајната цел е да ја овозможиме на јавноста и на граѓаните не само да се вклучат во разбирањето на медиумските содржини и во нивното полесно интерпретирање и препознавање на околностите во кои што се случуваат дезинформации, говор на омраза и така натаму, туку и за да може да ни пријавува случај на непрофесионално, неетичко информирање, за кое што понатаму реагира Советот за етика во медиумите преку работењето на Комисијата за жалби. Слободно можеме да речеме дека во текот на оваа година добивме над 60 на жалби за неетичко, непрофесионално известување. Повеќето од нив се однесуваат на нарушувањето на членот 1 од Кодексот на новинари, односно едностранното известување и некористењето на повеќе извори на информации со цел објективно да биде и урамнотежено представена една тема или прашање кое што се обработува во медиумите. Формиран во 2014 година, Советот за етика во медиумите на Македонија активно почнува со работа во 2015-та. Членот на Комисијата за жалби професор доктор Сефер Тахири вели дека сите нивни активности имаат за цел да се овозможи и промовира доброто новинарство во земјава. Промовираме концептот на доброто новинарство, новинарството кое што е професионално, кое што работи според професионалните стандарди и етичките норми, новинарството кое што ќе се стреми кон објективност и што поголема независност од политичките центри на моќ и од другите центри, бидејќи ние сме свесни дека не можеме да го постигнеме идеалното независно новинарство, особено во услови во кои што функционираат медиумите во Република Македонија, и мислиме дека со ваквиот период кој што го имаме ќе овозможиме на публиката да раздвои кои се професионалните медиуми, а кои се парамедиумите или псевдомедиумите кои што за жал особено во онлайн сферата ни се во поголем број. Според статистиките, застапени како предмет на жалба, најчесто се интернет порталите со 76,5%, потоа телевизиите со 17,6%, весниците и неделниците со 4,4% и новинските агенции со 1,5%. Најчести поднесувачи на жалби, според податоците на Советот за етика во медиумите на Македонија, се граѓаните. Со цел подигање на свеста за рано откривање на рак на дојка на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Тетово, вчера се одржаа предавања. Секоја жена треба да биде свесна за сопственото здравје, особено во однос на превенција од рак на дојка. Редовните прегледи се неопходни, велат лекарите. Токму на оваа тема вчера на Медицинскиот факултет во Тетово предавање одржаа неколку специјалисти во оваа област. Се препорачува на секоја жена, значи или девојче од која влегува во пубертет, најмалку да практикува значи само преглед на дојка, не дека ние очекуваме таа возраст да се јави рак на дојка, него во таа возраст може да се јават други промени во дојката кои можеби ќе биде неопходно, значи следење на состојбава или евентуална некаква друга интервенција. До период од 40 години претежно се прави ултразвук као дијагностичка метода, бидејќи она не користи ионизирачко зрачење како што се другите дијагностички методи. Од 40-та година, значи се препорачува да се прави мамографија. Ракот на дојката е најчестата малигна болест кај жените. Статистиката покажува дека секоја 8 жена ќе се разболи од оваа болест. Симптомите обично се јавуваат во понапредна фаза. Значи фазата кога веќе во болеста се јавуваат симптомите, претежно е значи
една понапредната фаза на болеста и токму тоа е што ние сакаме да ја спречиме, за да не жената не очекува да се појават или да се јават симптоми на болеста, него она да дојде на редовни периодични контроли пред да има симптоми за болест на дојката. Рак на дојка не се јавува и многу ретка е на најрана возраст. Се рачунува дека на возраст од 20 години една на 20.000 жени може да заболи од рак на дојка, но бројката се зголемува, мислам, нагло после 40-та или 45-та година од животот. Иницијативата за предавањата во Тетово е на Ротари клубот, поддржани од ректоратот на Универзитетот во Тетово, Медицинскиот факултет и научната група на студентите од факултетот. Следуваат информациите од СВР Тетово за случувањата во Тетовско-гостиварскиот регион. Во полицискиот билтен регистриран физички напад на малолетник од Гајре на училишен одмор и приведен затвореник во Тетово кој избегал од затворот во Идризова. Во сообраќајна незгода повредено едно лице. Незгодата се случила вчера околу 8 часот и 35 минути на регионалниот пат Гостивар-Градец, во која учествувале два автомобила, управувани од 62-годишник од Гостиварско Врбјане и од 61-годишник од Гостиварски Добридол. Во незгодата тешки телесни повреди здобил 64-годишен сопатник, кој бил пренесен во Гостиварската болница за укажување лекарска помош. Вчера се случил пожар во товарно моторно возило Мерцедес управувано од 62-годишник од Зубовце, кое се движело по локалниот пат кон селото Калиште. Опожарена била добиточна храна, односно сено во возилото и дел од возилото, а со интервенција на територијалната противпожарна единица Гостивар и жителите од Калиште, огнот бил целосно изгаснат. На подрачјето на СВР Тетово вчера од 8 до 14 часот спроведена е акцијска контрола за прекршоци што ги чинат пешаците. Со контролата вкупно било фатени 36 пешаци, 29 во Тетово и 7 во Гостивар, од кои 25 небезбедно ја минувале улицата, надвор од пешачки премин. 8 не ги почитувале светлосните сообраќајни знаци и еден сторил друг вид прекршок. На сите прекршители изготвени им се прекршочни платни налози и покани за присуство на сообраќајна поука, додека на двајца изготвени им се писмени опомени. Министрите Никола Димитров и Бујар Османи денеска се обратија во Комисијата за европски прашања во Собранието, откако земјата не доби датум за отпочнување на преговори со Европската Унија. Пратениците на ВМРО ДПМН ја напуштија расправата, повикувајќи се на одговорност од министрите, кои порачаа дека Европската Унија направила грешка. Преспанскиот договор не може целосно да се имплементира ако Северна Македонија не ги отпочне преговорите со Европската Унија, порача министерот за надворешни работи Никола Димитров при денешното завршно обраќање на Собраниската комисија за европски прашања за осврт на евроинтегративните процеси на Северна Македонија по самитот на Европскиот совет. Според Димитров, договорот се потпира на 4 столба, односно членството во НАТО, кое е известно, почетокот на пристапните преговори со Европската Унија, градење на пријател од проблем и чекор кон затворањето на македонското прашање. Пораз од 3-0 за одбојкарите на Лирија во првото коло од машката одбојкарска лига, додека Шкендија и Ренова ќе бркаат пласман во следната фаза од фудбалскиот куп на Македонија. Одбојкарите на Лирија од Жеровјане со пораз го започнаа настапот во првата машка одбојкарска лига на Македонија. Екипата од Жеровјане вчера беше убедливо поразена од Скопски Вардар со максимални 3:0. Скопјани оваа сезона важат за најголем кандидат за освојување на двојната круна во македонското првенство, а ќе настапуваат и во европските купови. Вардар дуелот го доби со 25:11, 25:17 и 25:19 по сетови. За скопската екипа настапува и поранешниот репрезентативец, тетовецот Јовица Симовски, кој воедно беше и најдобар поединец на вчерашниот надпревар. Во следното коло на програмата е градското дерби помеѓу Универзитет Тетово и Шкендија, додека Лирија ќе гостува во Велеска и Борец.
Утре и во четврток ќе се одиграат реванш над преварите од осмина финалето на фудбалскиот куп на Македонија. Двете тетовски екипи кои стигнаа до оваа фаза ќе играат на домашен терен. Утре со почеток во 13 часот и 30 минути на градскиот стадион во Тетово ќе се одигра големото дерби помеѓу Шкендија и Вардар. Тетовци имаат позитивен резултат од првиот надпревар кој се одигра во Скопје 2:2 и ќе атакуваат на пласман во следната рунда на купот. Фудбалерите на Ренова својот осмина финален надпревар ќе го одиграат во четврток. Исто така со почеток во 13 часот и 30 минути на градскиот стадион во Тетово. Противник на гипсарите од Джепчиште ќе биде Тиквеш од Кавадарци. Но овој надпревар ќе биде повеќе од формален карактер, со оглед на тоа дека тетовци имаат предност од 2:0 од првиот надпревар. Времето денес беше сончево со мала локална облачност и со слаб ветер од југоисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 2 до 19 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб ветер од северен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 15 степени Целзиусови. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.